Добар ден, почитувани гледачи. Добродојдовте во уште една емисија на Маја Готви. Денеска сакам да ви подготвам еден рецепт, односно 3 рецепти. Тие 3 рецепти ќе ви ги подготвам бидејќи сакам да ви изненадам со една ладна салата, една топла салата и прилог, ќе го кажеме, од тортилји со кои може да ги изедете овие вкусни салати кои се полни со витамини и минерали. А денеска ќе подготвиме тортилји. Ви кажав дека долго време не конзумирав месо, па често морав да измислувам рецепти како да го заменам месото. Во секоја вегетаријанска храна основната состојка за заменување на месо се печурките. Денеска ќе ви подготвам тортилји, кои ќе ги наполнам со печурки, ќе ги подпечам во тостер за вафли, бидејќи сакам тоа брзо да го направам и да изгледаат совршено. И ќе ви подготвам 2 салати. Ќе го употребам моето милено авокадо и коријандер и една топла салата од црвен граф и пченка. Рецептите некако ми доаѓаат совршени за во овие есенски денови, а јас се надевам дека ќе го погодам вашиот вкус, а вие ќе се осмелите да ги направите дома. Се гледаме наскоро во кујната. Денешниот рецепт е некоја моја форма на повторно некакви мексички тортилји кои ќе ги направиме со вегетаријанско полнење. Ви кажав дека обожавам вегетаријанска храна и да користам намирници кои не содржат месо, односно да правам рецепти кои ќе ве воодушеват со своите вкусови и мириси, меѓутоа ќе бидат малку поздрава варијанта и нема да има црвено месо. Денеска ќе направиме тортилји полнети со печурки. Ќе ги направам на понеспецифичен и понестандарден начин, односно ќе ги направам интересни во мали триаголници со одредени мезиња со кои можете буквално да си направите прекрасна вечера или ручек можеби, зошто да не. За да го подготвиме овој рецепт, потребни ни се печурки. Јас имам едно пакување печурки, ќе ја уклучам тавата, ќе ставам малку масло и ќе ставам неколку лажици путер. Лажички мали, околу 10 грама путер, за да ги растопам печурките. Додека ни се загрее маслото и путерот, ќе ги сечеме еден црвен кромит, ќе го исечеме на мали куцки, бидејќи сакаме целата содржина ќе ја исечеме на малецки ситни парченца, бидејќи ќе ги полниме тортилјите, а потоа тортилјите ќе ги ставиме во тостер и ќе направиме еден оброк кој исто така многу брзо и многу лесно се подготвува, а има прекрасен вкус. Ќе исечеме кромит. Ќе го препржиме на масло и на путер. Една цела главица кромит. Ќе продолжам со сечкање на печурките и тие ќе одат на мали ситни коткици, бидејќи ми треба да ги направам во полнење. Ги додаваме веднаш, бидејќи само треба да ги омикнеме. Кромидот не треба да го пржиме претходно. И ги додаваме следните печурки, значи едно пакување печурки ви е доволно за околу 8 тортилји. Ќе го промешаме и ќе чекаме сето ова да се омекне и да се направи во вид на сос со кој ќе ги полниме тортилјите. Додека нашите печурки се пржат, би сакала да ви кажам дека сите масла на Брилијант се полнат само во еколошки 5 шишиња. Брилијант е водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија според сите своји карактеристики. Брилијант е твојот прв избор. Ќе ставиме малку сол за да се омекнат и да го испуштат целиот свој сок.
Ке треба да почекате целата количина што ќе ја испушти кромедот и печурките да ја испари, бидејќи сакате малку посуво полнење да добиете, бидејќи тоа ќе го ставиме после тоа во тостер, не би сакале тоа да истече. Ќе додадам една чешна лук, бидејќи сакам да го ароматизирам. Ќе го смечам. Не сакам да се појави во парченцето, туку само како зачин, бидејќи нема да додадам ништо друго освен сол и бибер. И ќе ставам бибер. Убава количина на бибер. Сакам тортиљите и нивното полнење да бидат неутрални, бидејќи она што ќе го направам како мезе, ќе биде зачинето, кисело, руто. И за тоа ви требаат неутрални тортиљи. Овие ќе бидат како полнети лепчиња, меѓутоа ќе искористам тортиљи, бидејќи сакам да намалам малку и да ви понудам опција каде што нема да имате толку јаглени хидрати, односно да не користите леп, а сепак да имате протеин, кои се печурките во случајов. И прекрасни здрави мезиња. Нашето полнење е готово. Испари целата течност и еве добивате нешто што би личело на мелено месо, меѓутоа е од печурки. Ќе го ставам на страна да се излади малку, бидејќи не сакам да си ги испогорам рацете додека ги пржам, додека ги печам тортиљите. Сега ќе ги направиме она што ќе биде како сос, ќе направиме една свежа салата и еден сос кои се обични две намирници, односно ќе искористиме пченка и граф. Имам тука малку граф од конзерва, односно една цела конзерва со граф, ќе ја ставам со сетечноста и ќе ставам смрзната пченка. Бидејќи сакам да ги спојам сите тие вкусови и на крајот да ги зачинам со малку младо кромиче, малку чили пиперче, да имате убав таков шпански вкус. Не ставаме масло, на крајот ќе го зачиниме со убаво маслиново масло. Кога ќе дадеме зелено, не знам за вас, ама мене ми ова права уметност. Бои, вкусови, комбинации. Би можела цел ден да го правам ова. Некогаш ќе го правам. Ќе почекаме да се сварат, а за тоа време ќе ви ја подготвам салатата. За да подготвиме оваа салата, ќе искористиме едноставни состојки, ќе ставиме малку авокадо, бидејќи авокадото само по себе оди во комбинација со тортиљите, многу е здраво, има многу убави масни киселини во себе. И ќе ставиме малку домат, ќе ставиме малку чили пиперче, малку младо кромиче, без никакви претензии. Ако вие немате такви состојки по дома, направете само обична салца. Одлично е во оваа комбинација. Ја пресеков семката. Ќе го зачистиме. Ајде така. Авокадото ќе го исечеме на многу ситни парчиња, бидејќи сакаме да биде основа како кремаст дел на нашата салца. Салца со авокадо и со патлиџан. Апсолутно едноставна, многу здрава и многу вкусна. Доколку вашето авокадо е позрело, само можете да го изрендате, да го направите да биде на малецки парченца, бидејќи ви треба да можете со тортиљата да си земете парче, баш како од класична салца. Значи едно авокадо. Ќе ставиме малку томатини. Ќе ги сечеме и тие поситно, бидејќи сакаме да го испуштат сокот, а да имаме ситно сицкана салата. Ќе го измешаме.
за да пушти томатините да пуштат малку од својата течност. Ќе додадеме едно младо кромитче. Што се перца? Свеж коријандар. Сигурно веќе до сега свативте дека обожавам да го користам во мојата кујна. Ми има совршен вкус и мирис. Ќе промешаме. И ќе ставиме едно чили пиперче. Сакаме љута салата. Со сесимки. Зелена. Бидејќи веќе имам црвена. Од томатините. Ова би било прекрасно доколку може да го истолчите и да го ставите како прелив. Внимавајте, рацете се многу лути после сечење на пиперче. Само време да не направиме превид. Ќе го трнеме на страна за да довршиме нашата салата. Ќе зачиниме со маслиново масло. Ова количина на маслиново масло. Промешаме. Мојот сад е сурибачи сад, се вика. Малку е ребрас на сите страни и кога ја притискате салатата, таа не се толчи, меѓутоа се гребе и ги пушта дополнително своите сокови. Го обожавам. Еден од најстарите садови кои го купив. И ќе ставиме еден цел лимон. Веќе гледате дека има своја одредена течност во салатата. Таа ви е потребна, бидејќи ќе бидат доволно суви тортилите и ви треба нешто да ги навлажните за тоа да биде прекрасно, кога секој валче да биде исполнето со мноштво на вкусови, мириси и бои. Така, сол и пипер. Ќе оставиме да почека, ќе ги подготвиме останатиот прилог, нашиот последен прилог, а потоа ќе се вратиме на тортилите. Мојот филинг веројатно е веќе оладен. Ќе ставиме убава количина на маслиново масло за да го оживееме, за да светне. Не го пропржуваме маслото, бидејќи и ова е една топла салата. Ќе ставиме 2 млади кромитчиња. Знам дека делува сложено, меѓутоа некогаш е многу подобро да подготвите едно просто јадење, како што ќе бидат нашите скромни тортилји полнети со печурки и неколку прилази. Така може да искористите свежи салати, топли салати како мојата во случајот. И ќе ставиме уште малку коријандар. Коријандарот ми е еден од зачините кој ме потсеќа баш на доцна есен. Многу го сакам. Ми дава еден таков богат вкус на сите јадења, на просто јадење како пченка со грав. Го правите да биде многу богат. Немаме баш култура да го употребуваме. Јас се надевам дека оваа емисија
ќе ја подигне таа култура и ќе почнеме да го наоѓаме на сите страни. Многу ни е тешко да го најдеме коријандарот, за да ви покажеме какви се прекрасни јадења може да направиме од коријандар. Повторно ќе промешаме, за да се соединат намирниците. Зелените делови од нашата топла салата нема да ги пропржиме. Уште едно чили пиперче, половинка, за да го задржиме вкусот на лутото. Ситно. Ако не сакате лута храна, воопшто не мора да го употребите. Јас ја обожавам. Ќе го промешаме. И тоа е тоа. Нашите две салати се готови, јас ќе се вратам да ви ги подготвам тортилите и ќе имате прекрасна вечера со прилози со мексички призвук. И последниот рецепт за денеска ќе биде тортилите. Многу едноставно. Како што правите тост. Имаме обични класични тортили купени во продавница, бидејќи многу често ги употребувам во моите рецепти. Некои од следните емисии се ви ветувам дека ќе се потрудам да ве научам како ќе да ги направите. Значи ставаме обична тортилја, ставаме малку кашкавал, бидејќи сакаме да се залепи тортилјата, и ставаме од нашето полнење. Оставате крајче на крајот за да може да се залепи и да не ви истече полнењето. Ја препткуваме и ја ставаме во обичен тостер. 2-3 минути, додека се стопи кашкавалот. Многу брзо ќе оди, бидејќи тортилјата е многу тенка. Тостерот за вафли е одличен во димензија. Можете да ги добиете, ќе бидат шарени, ќе ги имаат сите тие точки, ќе бидат дополнително фенси. Слушате прекрасниот звук, тоа е тортилјата која веќе се грее, кашкавалот се топи, нема да ги изгориме, ќе ги оставиме такви бели совршени. Ете нашата тортилја. Ова може да го правите на тава. Јас ќе продолжам со полнење на моите тортилји. Ќе ги печеме една по една, значи повторно. Слој кашкавал, малку од нашето полнење, одат на тостер, а ние веќе се гледаме надвор на послушувањето. Се гледаме наскоро. Денеска ви подготвив еден рецепт кој е со 3 јадења, односно 2 салати, една ладна и топла и малку тортили кои ги наполнив со замена за месо, односно печарки. Јас се надевам дека ви се допадна мојот избор за денеска, јас едве чекам да ги пробам. Се гледаме со следната емисија на Маја Готви.